Најави за денешните настани. Стотина волонтери се придружија на ренџерите, пожарникарите и планинската спасителна служба во гаснење на пожарот на Галичица. Премиерот денес апелираше до граѓаните да се воздржат од доброволно вклучување во гаснење на пожарот на Галичица поради опасност од експлозивни средства. Процесот на носење на законите за Охридско езеро и Студенчишко блато се одвива со кршење на меѓународното право и спротивно на Уставот, обвинуваат од Фронт 2142. 36-та поетска ноќ во Велестово од утре до 18 август. Приведени двајца охриѓани кои на паркингот гледувале канабис. За најавените содржини ќе ви информираме во дневникот кој започнува по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес тропски ден со претежно сончево и многу топло време. Дневната температура се искачи до 35 степени. Во текот на ноќта четврток кон петок ќе превладува ведро и топло време. Во петок во најголем дел од Европа ќе превладува претежно сончево време со појава на локална облачност и многу топло со дневни температури над повеќе годишниот просек за овој период од годината. Во северозападните, централните и во крајните североисточни предели со услови за слаби локални врнежи од дожд. На Балканскиот полуостров ќе превладува претежно сончево време со појава на локална облачност и многу топло време со невообичаено високи температури за овој период од месец август. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 32 до 39 степени. Во Македонија во петок ќе превладува претежно сончево време со појава на локална облачност и многу топло. Во попладневните часови во североисточните и источните предели со услови за локални врнежи од дожд и грмотевици. Минималните температури во интервал од 13 до 23 степени, додека пак максималните дневни утре ќе достигнат од 28 до 39 степени. УВ индексот ќе има вредност 9. Во Охрид во петок ќе превладува претежно сончево време со појава на локална облачност и ќе биде многу топло. Ќе дува слаб ветер, минималната температура од 19 степени, додека пак максималната ќе достигне до 33 степени. Во сабота ќе превладува претежно сончево време со појава на локална облачност и ќе биде топло со максимални 32 степени. Во попладневните часови умерено облачно и нестабилно со услови за слаби локални врнежи од дожд и грмотевици, локално со услови за појава на невреме. Во недела и понеделник претежно сончево со појава на локална облачност, а попладне облачно и нестабилно со услови за врнежи од дожд, локално со поројни врнежи и услови за појава на невреме. Утринската температура од 20 односно 18 степени, додека пак максималната дневна ќе достигне до 27 односно до 25 степени. Професионален сервис за хемиско чистење на облека Хембој, повеќе од 50 години со вас. Единствени во регионов работиме со dry cleaning или суво чистење. Не дозволувајте импровизации со вашата деликатна облека. Хембој работи по сите европски сертификати и стандарди со најсовремени машини и методи за dry cleaning, она што го бара производителот на вашата облека за правилно одржување на истата. Вршиме услуги за водено перење на кебиња, постелнини, јоргани, наддушеци и прекривки. Традиција и квалитет повеќе од 50 години. Хемиско чистење Хембој. Тамаро е 25 години охридски водечки лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и навреме пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени.
вкусните печива од Дана Бела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и местни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет. Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ. 11 денови бесне е пожарот на Галичица. Стотина детонации од гранати од Првата светска војна ја тресат планината. Од рано утро во стотина волонтери се придружија на ренџерите, пожарникарите и планинската спасителна служба. 3 авиони од Охридската и 1 хеликоптер на Преспанска страна се обидуваат да го стават пожарот под контрола. Од рано утро започна силна акција за справување со огнената стихија, која 11 денови песнее на Галичица. Надлежните служби, поддржани од голем број волонтери, ловџи и местно население, друштва и од други градови во земјава, действуваат откопно да се спречи ширењето на огнот. Од утро во акцијата се вклучени 2 хеликоптери, 3 авиони и трактори, кои действуваат од воздух. Деноноќно се водеше битка да се спаси планинската куќа на Црвениот крст и да се спречи проширувањето на пожарот во шумата. Според последните информации, 2 огнени фронта на македонска територија се веќе под контрола, но се уште е критично кон селото Војтино. Денеска имаме бројка од 120 луѓе. Конкретно во текот на денешниот ден е осигурана источната страница долж Преспанското езеро, каде што беше влезена во чамот и во буката, се прават појаси интензивно со машини, 40 луѓе се на позиција од раните утрески часови, масовна бројка бидејќи е нова техника со гасење во високостеблеста шума. Овде беше многу опасно бидејќи беше нискостеблеста шума, грмушка и трева. Значи источниот појас е добро осигуран, ова е северниот кај го гледате на најсеверозападната точка кај Злидол и овај појас над куќата Црвен крст каде се закануваше да изгори куќата, меѓутоа деноноќно се работеше на појаси во буката и куќата е безбедна, како и движењето за моторните возила преку Галичица, исто така патот е безбеден. Изминативе денови стотина детонации од гранати од Првата светска војна ја тресат планината и го отежнуваат гаснењето на пожарот, но и го прават исклучително ризичен. Надлежните велат нема простор за паника, нема опасност по села, куќи и население. Очекуваат состојбата да се стабилизира. Работиме уште западниот дел да го осигуриме и сметам дека пожарот ќе биде во овие денови полека ќе го намалува својата кулминација. Значи, да бидат безбедни луѓето, спокојни, да не се шири паника. Значи, ние ова го рачунаме како повик, а не како наша должност, него како повик да ја заштитиме природата и најмногу човечките животи. Нема никаков проблем да има ни на населението, ни на човечките животи, а бараме најригорозни измени на законот, казни за сите кои го прават ова на нашата татковина. Големината на огнениот фронт, тешко пристапниот терен, неповолните временски услови, како и експлозиите од гранати, не дозволија брза локализација на пожарот. Армијата ќе биде ангажирана во справувањето со кризната состојба со пожарите во земјава. Председателката Гордана Силјановска-Давкова, согласно Законот за управување со кризи, донесе одлука за учество на дел од армијата во справувањето со пожарите, по донесената одлука на владата од 13 август 2024 година за постојање на кризна состојба заради зголемена појава на пожари на територијата на државата. Начинот и интензитетот на кој припадниците на армијата ќе помагаат на другите институции при гаснење на пожарите ќе го одредува генерал штабот на армијата во согласност со побарувањата од Центарот за управување со кризи и состојбата на теренот, се вели во соопштенијето од кабинетот на председателката Силјановска-Давкова.
Премиерот Христијан Мицкоски денеска апелираше до граѓаните што сакаат доброволно да се вклучат во гаснењето на пожарот на Галичица, да не го прават тоа, бидејќи станува збор за опасен терен со многу експлозивни средства од минатите војни. Премиерот рече дека прават невозможни работи за справување со ситуацијата со пожарите и оцени дека работата е под контрола. Граѓаните кои сакаат како доброволци да се вклучат во гаснењето на пожарот на Галичица да не го прават, тоа апелираше денеска премиерот Мицкоски. Граѓаните да не влегуваат во процес во кој некој може да настрада, бидејќи, како што рече, тоа е неповратен процес во кој нема цена што може да го врати изгубениот човечки живот. Морам да кажам, се сомневам дека е случајно да имаме по 40 пожари секој ден, кои што ни се случуваат. 40 пожари не може никој да ме убеди дека се случајни. Или рекордни 650 во јули за 21 ден, или рекордни 66 на 29 јули. Не може никој да ме убеди дека се тоа е случајно. Но тоа е што е, ние мораме да се занимаваме со потребата да го решаваме ова. Не можеме да очајуваме и да кукаме сега да викаме тешка е работа. Правиме се што можеме и како влада и благодарност до сите оние луѓе на терен што прават се што можат како луѓе на терен да се справат со огнената стихија. Премиерот изрази сомнеш дека ситуацијата со пожарите кои беснеат во земјава е случајна, додавајќи дека како влада прават се за да се справат со состојбата. Таму има многу оставено воена опрема, но и експлозивен материјал кој што датира дури од времето на Првата светска војна. И заради тоа се тие експлозивни направи. Може да се случи да бидат детонирани и некој човек да го изгуби својот живот, и тоа е процес неповратен. Нискостеблестата шума, грмушките и тревата ќе пораснат, но човекот нема да го врати. Затоа ги молам да оставиме луѓето кои што се вешти, обучени за оваа работа да се справат. Знам дека изгледа страотно, знам секоја вечер да се балесме во координација со луѓето и не само таму и насекаде, и благодарност уште еднашка за сето тоа што го прават, но ве молам, нема цена со која што загубениот човечки живот ќе можеме да го вратиме. Одговарајќи на новинарските прашања за пожарите за време на денешната посета на Царинската управа, премиерот кажа дека се очекува состојбата со пожарите да потрае можеби и до крајот на септември. Откако ќе се справиме со огнената стихија, владата ќе направи се што треба во поглед на забрана на сеча на уништените дрва во пожарите оваа година, кажа Мицкоски. Еколошката невладина организација Фронт 2142 апелира до пратениците да не ги изгласаат предложените закони за прогласување на Охридското езеро за споменик на природата и за прогласување на Студенчишко блато за парк на природата, а до Министерството за животна средина и просторно планирање да ги повлечат истите од собраниска процедура и доследно да ги спроведат сите елементи од препораките на Бернската конвенција, односно да постапат во согласно со Уставот на Македонија. Со целосно и свесно игнорирање на меѓународното право и спротивно на Уставот, во собранието продолжи процесот на усвојување на Законот за прогласување на Охридско езеро за споменик на природата и Законот за прогласување на Студенчишко блато за парк на природата, реагира невладината еколошка организација Фронт 2142. Оттаму велат дека првото читање на законите поминало без никаква забелешка не само во матичното работно тело, туку и во законодавно-правната комисија, која констатирала дека истите се усогласени со Уставот и како такви се прифатливи за понатамошни процедури. Но екоактивистите сметаат дека е прекршено меѓународното право, подсетуваат дека во декември 2021 година Бернската конвенција отвори случај за заканите врз Охридското езеро и Националниот парк Галичица, а по посетата на терен во декември 2023 ја усвои препораката во која се бара суштински да се изменат мерките за заштита пред да се усвојат законите за Охридското езеро и за Студенчишкото блато. Конкретно се бара ревизија на зонирањето и дозволените активности, да се обезбеди врска меѓу езерото и блатото. За Студенчишко блато се бара заштита бафер зона која ќе покрива областа на Горица Север, каде што не треба да бидат дозволени нови градби. Во самото блато да не бидат дозволени никакви градби ниту земјоделски активности.
И Рамсарската конвенција изрази загриженост поради непостоењето на заштитна бафер зона околу блатото, потсетуваат од Фронт 2142. Во април годинава Бирото на Бернската конвенција уште еднаш ја опомени државата дека има меѓународни обврски кон конвенцијата кои нема да ги исполни доколку не ја спроведе препораката. Од Фронт 2142 забележуваат: неспроведување на Бернската конвенција значи и неспроведување на член 118 од Уставот, кој упатува дека меѓународното право е над националното законодавство. Дополнително, стратегискиот план за рехабилитација на светското наследство во Охридскиот регион предвидува инкорпорирање на препораките на меѓународните конвенции во законите за Охридско езеро и за Студенчишко блато. Предложените закони не само што не воспоставуваат ефикасна заштита на Охридското езеро и на блатото, туку доколку се усвојат, ќе овозможат на тамошна деградација на нивните вредности, предупредуваат од Фронт 2142. Еколозите од Фронт потенцираат дека во јули годинава направиле тура по целата должина на брегот на Охридско езеро од македонска страна и детектирале 82 конструкции од различен вид во самото езеро. Доколку се усвои предложениот закон, нема да има никакви законски пречки за ваков тип на интервенции, реагираат тие. Исто така детектирале видливо поголем број на пловила од минатите години. Посочуваат дека пловните објекти се дефинирани како висока закана за езерото. Понатаму, предложениот закон за прогласување на Студенчишко блато за парк на природата нема заштитна зона, што овозможува предвидената урбанизација во Горица Север да може да се спроведе без никакви пречки. Законот на Охридското езеро, заштитата на брегот практично ја остава на предвидениот урбанистички план од државно значење за крајбрежјето, не овозможува врска меѓу езерото и блатото, дозволува пловни објекти на 88,1% од територијата на езерото. За управувачко тело го назначува јавното претпријатие Колекторски системи, кој нема капацитет за управување со сложен и планетарно значаен екосистем како Охридското езеро и така натаму. Законот за Студенчишко блато овозможува без никаков проблем да се реализира предвидената урбанизација во неговата непосредна и поширока околина, остава дозволените активности во самото блато да бидат определени заедно со собствениците на имотите во истото, ниту овој закон не обезбедува врска со езерото, за управувачко тело ја поставува општина Охрид, стои во реакцијата. Доколку се реализираат сите моментално важечки урбанистички планови во областа на Горица, целата област ќе биде урбанизирана со хотели, хотелски комплекси, викенд куќи, комерцијални објекти, инфраструктура и така натаму, велат од Фронт 2142. Бернската конвенција бара целосна забрана на градби во блатото. Во јули 2024 година 6 дивоградби во самото Студенчишко блато, додека е под привремена заштита која забранува градби. За две од нив поднесовме иницијатива за инспекција уште во април 2023 година, која потврди дека се бесправно изградени и постави рок за рушење. Една година подоцна, исходот од инспекцијата е 6 дивоградби и основи за уште 2, реагираат тие. Оттаму апелираат до пратениците да не ги изгласаат предложените закони, а до Министерството за животна средина и просторно планирање да ги повлечат истите од собраниска процедура и доследно да ги спроведат сите елементи од препораките на Бернската конвенција, односно да постапат во согласност со Уставот на Македонија. 36-та поетска ноќ во Велестово започнува утре вечер и ќе трае до 18 август, а ќе се одржува на локации во Велестово и Охрид. Утре вечер ќе биде отворено 36-тото издание на манифестацијата Поетска ноќ во Велестово, со езеро, мал музички концерт на хрватската кантавторка Нина Ромик во придружба на Јелена Галич од 21 часот на сред село во Велестово. Годинава со поетски портрет ќе биде представено творештвото на Елизавета Баковска, а во интернационалната програма ќе гостуваат поети од 6 земји, и тоа Велика Британија, Ирска, САД, Хрватска, Србија и Македонија. Во сабота во 19 часот во кафе бар Шила во Охрид ќе се одржи интернационалното поетско читање Мозаик. Од годинава манифестацијата ќе воведе неколку концепцијски промени за наредниот 4-годишен циклус. Наместо преку беседа, творештвото на поетот во фокус ќе биде представено преку разговор во дослух со современите трендови. Исто така се воведува настанот поетско интермецо, преку кој странските поети ќе имаат можност да читаат и пред публиката во Велестово, а не само во Охрид, открива програмскиот директор на фестивалот Јулијана Величковска. Затворањето на фестивалот е во недела на 18
17 август со организирано разгледување на културно-историското наследство на Охрид, придружено со неформални поетски читања. Претрес во Охрид, пронајдена дрога, приведени двајца дилери. Вчера, 14 август, околу 20 часот на улицата 15 корпус во Охрид, по презаемни мерки и активности, полициски службеници од одделението за недозволена трговија со дрога при СВР Охрид лишиле од слобода 33 годишен и 46 годишен охриѓанец. Тие биле затекнати на паркинг простор каде одгледувале растение канабис. Подоцна, при претрес во нивните домови, извршен со судска наредба, била пронајдена и одземена марихуана. Лицата биле задржани во полициска станица и по целосно документирање на случајот против нив ќе биде поднесена соодветна пријава, информираат од Министерството за внатрешни работи. Во проложение да ги погледнеме и вестите од светот. Добиен целосниот транскрипт од црната кутија на бразилскиот авион кој падна минатата недела, при што загинаа 62 лица, но нејзината содржина не покажувала што ја предизвикало несреќата, објави телевизијата Глобо. Транскриптот од диктафонот од пилотската кабина покажувал дека пилотот и копилотот забележале ненадејно губење на висината само околу 1 минута пред да падне авионот, објави Глобо, увикувајќи се на неименувани извори кои работат на истрагата, пренесува Reuters. Властите не идентификувале никакви карактеристични звуци како што се пожар, електричен колапс или дефект на моторот. Потенцијалниот проблем со формирање на мраз на крилата на авионот властите ниту го потврдиле, ниту го отфрлиле. Украина има право да се брани и на нејзина територија и надвор од нејзините граници, изјавил шведскиот министер за одбрана Пол Јонсон во коментар за украинската воена операција во руската област Курск, пренесуваат британските медиуми. Украинските власти тврдат дека Украина контролира 74 населени места и 1000 квадратни километри руска територија. Руските федерални власти денес прогласиле вонредна состојба на федерално ниво и во Белогорската област, соопштил рускиот министер за вонредни ситуации, откако на 9 август беше прогласена вонредна состојба и во областа Курск. Во нападите на украинските вооружени сили во регионот на Белгород во последните денови биле оштетени стамбени згради и инфраструктура, а имало и загинати и повредени, пренесуваат руските медиуми. Министерството за реинтеграција на Украина пак соопштило дека Украина ги почитува сите норми на меѓународното хуманитарно право и дека на цивилите ќе им обезбеди потребната заштита и хуманитарна поддршка. Во Германија повторно прекинати летови на 4 клучни аеродроми од страна на активисти за климатски промени. Групата Последна генерација соопштила дека активистите биле вклучени на протестите на аеродромите во Берлин, Келн, Нинберг и Штутгарт. Групата бара германската влада да преговара и да потпише договор за глобален излез од употребата на нафта, газ и јаглен до 2030 година. Германската министерка за внатрешни работи укажала на легислативата одобрена од германскиот кабинет минатиот месец, која ќе наметне построги казни за луѓето кои го пробиваат периметарот на аеродромот. Пратениците треба да го одобрат законот со кој се предвидува казна затвор и до 2 години. Во моментов таквите упади се санкционирани само со парична казна. Африка прогласи вонредна состојба во јавното здравство поради маймунските сипаници или МПОКС. Представниците на Африканската унија, група од 55 земји членки на Африканскиот континент, потврдиле дека повеќе од 14.000 случаи се идентификувани само во Демократска република Конго. Околу 10 други африкански земји исто така идентификувале случаи на оваа болест. Светската здравствена организација веќе извесно време го следи ширењето на маймунските сипаници и имаше итен состанок овој месец, при што повеќе од 1 милион американски долари беа ослободени од фондот за вонредни ситуации на СЗО за справување со епидемијата. Симптомите на МПОКС се треска, главоболка, болки во мускулите, болка во грбот, отечени лимфни јазди, исцрпеност и осип. МПОКС е генерално помалку тежок од сипаници, но неговото ширење во нови региони предизвика загриженост за јавното здравје ширум светот. Северна Кореја во декември повторно ќе ги отвори границите за странските туристи, откако во 2020 година поради ковидот воведе забрана и строга гранична контрола. Ќе биде отворен градот Самџион, кој е во близина на кинеската граница и представува модел на социјалистичка утопија. Тоа е високо цивилизиран планински град со нови станови, хотели, ски центар и комерцијални, културни и медицински установи. Уште во јули Ким Џонг Ун разрешил некои високи функционери поради нивното неодговорно управување со неговиот водечки проект Самџион.
Ким рекол дека плановите за ревитализација на меѓународниот туризам ќе бидат насочени кон посетителите од пријателските нации. Почитувани гледачи, ова е се во првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Пријатно!